синдикатот, токму преку примерот на работењето и она што се случуваше во Медија Принт Македонија, сака еднаш за секогаш да изстави крај на праксата на свесно уништување на брендови и медиуми и уништување на економско и социјалниот статус на новинарите. Информациите кои се објавени на порталот Актуелно се сериозна индиција која подразбира кривично гонење и ние веќе сме во постапка за кривична пријава за склучување и вклучување штетни договори, злоупотреба на позицијата, злоупотреба на функцијата, службената должност, која што свесно ја однесе фирмата во финансиски тешкоти, ги намали платите на новинарите и на крај дојде до затворање на печатените изданија на весниците и на останување луѓе без работа. Такво нешто не е според закон дозволено. Ние во Македонија ја знаеме ситуацијата на приватизацијата која многумина ја нарекуваат проблематична. Тоа е истиот принцип. Преку високи и штетни договори се извлекуваат парите од фирмата. Медија Принт Македонија, според нашите сознанија, последните 2 години е несолвентна, односно работи со загуба. Во таква ситуација да склучувате договори на високи суми не значи ништо друго, туку злоупотреба на службената положба, склучување на штетни договори, во смисла договори кои ја оштетуваат фирмата, ги испумпуваат парите од фирмата, која што еве гледаме сега на 10 мај ќе се решава за судбината на сопственикот Графички центар, а потоа Медија Принт Македонија е во сопственост на Графички. Така што со еден збор сакаме да ставиме крај на оваа криминална пракса на уништување на човечки животи, на цела една професија, преку злоупотреба на службената положба и склучување штетни договори. Синдикатот на новинарите и медиумските работници пред месец дена побара од институциите да влезат внатре и да видат какви се тие договори и што се случува. Ние имаме информации и индиции за ова сега што е објавено веќе подолг период, но ништо не се случи. Очекуваме тоа сега да се промени. И токму преку овој пример на оваа фирма да запре јавашлукот и користењето на компаниите за извлекување на пари и некои други криминални дејности кои јас сега не би ги квалификувала.